Продолжуваме секако со нашите гости. Знаете дека во овој дел од емисијата Здраво Македонија ќе им споделиме прашања да се ги излечат и ќе видиме како ќе ни одговорат. Секако тука се фотографиите кои што ни ги испратија и кои што ќе ги споделат со вас и ќе ги коментираме со збор 2, но ако ни остане време, дека имаме и уште многу теми со нив на кои што секако ќе позборуваме. Но ајде да започнеме. Ајде од дамата да започнеме. Снежа да излечете си по едно ливче, прашање или како да е. Добро, Цветко, баш што ви остава, ви остана. Па ќе видиме вие како вака со големо искуство, верувам дека одлично ќе се снајдете за било кое прашање. Снежана, кое прашање ви се падне, може да не го прочитате. Колку долго сте подготвени за работа пред да дојдат резултати? Па зависи. Нема правило. Така. Дали да речеме ќе започнете да сликате некоја слика и условно кажано, можеби сте започнали да сликате со одредена инспирација и нели сега уметноста сте почнале, па тука некако ви се можеби измешале чувствата и сега не знаете како да ја завршите или како да оди. Се случува слики лежат по неколку години недовршени и после во некој момент ти текнуваш, да, знам како треба да ја завршам и со 5 потези ја завршуваш. Так. Значи спремни сте да го чекате реализација во однос на прашањето. Така. Не по секоја цена. Не по секоја цена. Мора да биде завршена работа. Во моментот. Во моментот, секако. Тоа ми беше поентата. Значи, можеме да бидеме трпеливи затоа што одредени работи верувам дека во животот никој пат нели за се што сме замислила може навистина да се не изводили во тој даден момент, но после 5 минути ден или недела дена може да се реализираат и не зборот ми дека брзината денеска која што не учи како луѓе што ја живееме, добро е некој пат можеби да успориме и на она кое што сакаме да го постигнеме, всушност можеме, но како што кажав, не можеби во првите 5 минути, но секако би било изводливо после даден период и ете така го имаме реализирано она кое што првично сме го замислиле. Добро, господин Цветко, кој вашето прашање? Јас сум наред. Немаме некој ред, така. Добро. Гледам се замисливте. Да. Доколку имате можност да го вратите времето назад, дали би промениле некоја ваша одлука? Па ова е одлично прашање ствари за вас. Да. Да, како сега да ви кажам една работа. Сакале верувале или сакале не. Ништо не би сменил. Така. Знаете зашто? Зашто? Затоа што кога сум имал пример 16 или 18 години кога сум можел сам да размислам, некој да ми дал лист и пенкал. Така. И да каже, напиши како сакаш животот да ти тече. И се разбира, никој не би рекол, сакам да ме тепат ова, него секој би сакал убаво да му тече. Да. Ни 10% од она како што ми течел животот до сега и сега, тоа не би го напишал. И затоа ме сакам да го вратите времето добро. И немам донесена одлука, која што, како да ви кажам, ме кобно дека сум ги носил сите одлуки и така натаму, но секој пат сум размислувал, ја никој пат не носам одлука веднаш. Оставате да преспите? Значи, ако е некоја посериозна работа, може да трае и 3-4 месеци. Така. Ако е некој поне 3-4 дена. Имаш разни варијанти во главата што треба да направиш, затоа што треба прво да проверуваш па да веруваш. Немој да веруваш па да проверуваш. У старци заглавил. Така. Ова е одлично. Да. Одличен совет. Тоа важи за новинарите. Прво провери, Ама што вие ако верувате, што после проверувате? Вие джабе сте, вие сте поверувале, сте влегле во етер и точка. И затоа ви кажувам дека без трунка демагогија, значи ништо не би сменил. Така, добро. Ви благодарам многу за одговорот. Кире? Интересна случка која ви се случила и никогаш нема да ја заборавите. Да. Нешто интересно е настап со бендот, на некоја прослава, нешто што било интересно, атрактивно, може би или при патување до одредена дестинација каде што сте настапувале. Нешто што ни е убаво на сите и незаборавно е тоа кога цела публика ќе пее заедно со нас, кога ќе постигнеме една убава атмосфера, кулминација. Сите ќе пееме. Знам дека после тоа многу од луѓето кои ќе ги видам на крајот на тој настап се насмеани, расположени, на сите им убаво ни и на нас. Инаку, можеби многу интересна случка е многу скора случка кога јас и мојата сопруга сега пред некој месец патувавме, бевме на едно патување во Бугарија и на влезот
на бугарската граница, а човекот што ги проверува пасошите, Така. ме гледа и ми вика: "Ти, нали беше певец?" Значи сега го цитирам на бугарски, нели? Викам: "Да, се уште сум." Ме препозна и тоа е така интересно кога некојаш заради тоа што некој ќе те препознае или ќе си поминеш убаво или ќе те насмее и го избегнав оној АС систем, пошто претходно бев скениран, па поминав така. Така, да. Тоа беше нешто интересно. Да, и да речеме, оние плусови кои што ги носи јавната професија, но да речеме со оние негативни страни, некој пат сакате можеби да одморите да ве препознаваат. Имате ли нерви живци за тоа? Да, затоа што кај нас, да бидам искрен, никој не е некоја екстремна звезда. И јас се уште се движам слободно, можеби ќе ме препознаат, ќе ми се насмеат, ќе се сликнеме, ќе ми презборат нешто или ќе ми кажат како си поминале на некоја журка. Каде што сте да, биле, но не е нешто што е загрозувачки за нас. Така. Барем не посебно за мене и некој од мојот бенд. Ние си се движиме слободно. Така. За време на паузата го спомнавме Фејсбукот, Инстаграмот, социјалните мрежи, па Кира колку спомена Верче како јавни личности, знаете да се носите со негативни коментари или не ги ни читате? Негативни коментари имало и ќе има. Секогаш тоа што го правиш не значи дека на некому мора да му се допадне. Секој има различен вкус, подложни сме на критики. Нормално, тие што им се допаѓаме, ќе не следат, ќе не пофалат, оние што не, ќе дадат некој негативен коментар, а има и онакви што некако се програмирани исклучиво за злобни коментари. Да, има и не му така. е работа да искритикува нешто што си направил, туку едноставно да те навреди. Да, не е продуктивна да или критиката. Да. Дали на личните профили, дали на профилот на Браво Бенд или било каде, тоа е нормална работа. Така. Не можеме да го контролираме тоа. Да, тоа треба да го знаат и идните млади музичари, уметници, дека не треба многу да подпаѓаат под влијание на Па социјални едноставно, мрежи. ако не се оптеретуваш со тоа и си го фураш твојот филм, ќе стигнеш таму каде што треба. Така. Вече ги погледнеме сликите? Да, но пред да започнеме со сликите, би сакала господин Цветко, уште еднашка со вас да позборуваме на една интересна тема. Вие со големото ваше работно искуство и во Министерство, полиција и како советник, верувам дека ќе ни дадете убав совет, ако може така да се каже. Колку е важен континуитетот на работењето за собраќајот кога се менуваат владите? Многу важен. Не само владите, тоа е особено е одговорните лица, да кажеме. Особено е присутно во градовите. Кај што претходникот, ако е друга политичка опција, објектот му го остава недовршен, тој започна друг објект и така, во принцип се што е започнато, тоа е започнато со народски пари, треба да се заврши. Независно од тоа вие дали се согласувате или не се согласувате. Така да тоа е за општо добро за народот. Тоа е за општо добро за народот. Инаку видите, најсвеж пример ни е дека 15 милиона евра требаше да се заврши Финки и факултетот за физичка култура. И да студират 4000 студенти. Сега треба да се даде 40 милиона евра за да студират 2000 студенти. Направен карабина, создаден и 10 години седеше така неконзервиран. Сега, замислите колку средства ќе треба за да се доведе во ситуација кога е запрен со изградба, па после да се прода. Тоа не смее никој да го направи, па независно тоа дали се согласувал и која опција било тоа. Тоа се случува по градови, се случува и на ниво на држава и така натаму. И јас, како да ви кажам, како граѓанин не мора како ова, апелирам дека во нареден период не сме да се случува за оставање на објекти недовршени почнати од претходната гарнитура или од претходниот градоначалник. Тоа е штета. Треба да има континуитет. Треба да има континуитет. Тоа е во интерес на граѓани. Независно вас тоа као проект дали ви се допаѓа или не ви се допаѓа. Тоа е започнато, вложени се средства и не сме тоа да трули. Така, како што кажате, тоа се народни пари и навистина треба да биде испочитувано и реализирано. Добро, да одиме со фотографиите, еве да започнеме од дамата, од Снежана, да ги замолам од режија да ни ги споделат, па да ги прокоментираме со збор 2. Ова се од она кое што кажавме, Снежана, она кое што вие го работите и го сликате.
Дали и ова е техника акварел или ова е Ова смешана масло? техника, улеја и акрил на платно. Ова е една слика, обично ретко работам абстракција. Не знам зошто заставно треба да се движи. Да, треба да се движи, некои да. работи, да. Ова нешто на харција. Се почна не со абстракција, така. Не се обврзувате да речеме дека треба само ова или тоа. Ова тема Цртате беше јас од Украина, од дел Донбас, и кај нас многу има така рушевини, стари објекти, некои рудници, ова тема жена како демон. Што може многу Жената ви е инспирација? Секако. На сите уметници, еве и вие сте жена, меѓутоа инспирација е жената. Муза што се вели. Да. Различни техники, различни теми и немам ништо избрано што идем Тоа сакам да кажам, немате некој фокус, не. Ти што доживуваш, Што гледаш, го прицртуваш, што тебе Ова сега нешто друго? Нека друга техника повеќе со Да, има една техника така како арт-терапија, нейрографика. Ти правиш слободни линии, после ги спојуваш и хармонизираш и така оствари се наоѓаш некој мир во себе. Ако знаете, Вера, ја претежно сликам портрети и луѓе, ама диска одбрав да па кажам скрос нешто друго. Да. Или тоже жена, месечина, птици и така. Ова сте ликови кои што вие сте ги сретнале низ животот или затворате очи и сама? Различно. И понекогаш ти имаш и фотографија, па која работаш портрет, ама сепак не внесуваш ништо свое карактеристично. Така. Еве, портрети, акварели претежно. Колку е тешко да се изработи портрет, да речеме, во оваа техника? Тешко или брзо? Да, тешко или брзо треба да се прави тоа всушност. Акварел доста брза техника, кога ја владееш техниката. Да. Затоа што тоа е на акварелот за некој што не знае, всушност на мокри листови се црта. И тука со бојата треба да сте многу вешти. Има техники, да ти можеш некој дел ставаш сув, некој покриен со вода и тоа да бива различни ефекти, нешто тече, нешто пооштро и уствари од таа разлика поинтересно изгледа. Да речеме некој одреден портрет, ова исто од жена. А сте направиле автопортрет? Да, секако мислам сите автори малце егоцентрични. И уствари во секој портрет ти до негде пресликуваш себе, дали своја визија или нешто од себе помалку. Дали вашето семејство сте го имате направено портрети за вашето син, керка? Имам направена по еден портрет на керка и син, што замоли више никогаш да не ги сликам. Најкритични секогаш фамилија. Добро. Да, навистина ете убаво да се види ова исто од Украина. Или ова е тука нашата? Ова железничка станица кај е во мојот град во Украина. Ете колку е земјата, колку има пруги. Да. Тоа е друга техника. Тоа е интересно што можеш да играш со алатки, со бои, така, со техника. Зависи од своето расположение и од денот, од друштво, од тоа што ти случува и така. Беше едно време ме интересираше да сликам балет. Воопшто танц ми е инспирација. Како луѓе може да владеат своето тело. Да. Така. Сликата по нарачка, никој да ви нарача нешто. Така, добро. Чат-пат се случува. Одиме понатаму да ги погледнеме и фотографиите од господинот Цветко, да видиме што тој ќе сподели со нас, секако со збор 2 да ги прокоментираме. Овдека еве како дел од полицијата, Цветко, вие сте. Да. Така? Во канцеларија, па негде отприлike при крај на работниот стаж во полиција. Така. Добро. Добро ви сте униформа. Да. Ова сум на патот Врбјани Охрид, значи на патот Киче Охрид. Летен период беше. Ова е на патот кај што е
од Градско до Фариш. Така. Тие двата тунела што се пред Прилеп. Кога е најдобро време за градење на автопатишта? Кога Зима, пролет? Кога не врне. Кога не врне, лето, затоа... Само да не врне? само асфалтирањето не се прави кога е минус температура, инаку ако е суво време и така натаму, нема врска. Нема временски период. Добро. Ова е сега, кај што сега пред месец дена е направена ова слика. Ова е на патот Кичево, Охрид. Да дојде, ова е со во канцеларија. Ова е на едно предавање, држа предавање пред младинци. Ова е исто така кај Фариш со надзорот, давав некои инструкции како што има, на кој начин треба да се продолжи со одредени активности и убрзани активности. Ова е отприлике, мислам дека е патот петља пред Штип, да се кога се исклучувате десно. А ова е со директорот на Бирото за јавна безбедност, кога правевме муабет во врска со безбедносната состојба на сообраќајот и елементите кои го детерминираат безбедносниот фактор. Ова е кога контролиравме сообраќај со хеликоптер. Ова е исто на патот за, мислам дека е Фариш. Не ми текнал каде. А ова е во Кичево. Од тука почнува патот. Од тука е 0-0 и иде према Охрид. Ова е со директорот на Бирото за јавна безбедност, што ви кажа пред малку. Кога ни доаѓа летната сезона? Патов, Скопје, Охрид и она кое што... Скопје, Охрид не, него Кичево, Охрид, да. Да. Патот од Врбјани, тоа е од кој ќе се симнете од пресека, пат до Охрид, значи за време на сезоната туристичка, ќе биде пуштен целосно во сообраќај, заради тоа што сега бев пред една недела и така натаму се прават некои последни активности кои што не се градежни, него се обележува, се стават некои каналетки, не се стават некои вичњаци и така натаму, што значи дека тој пат е во завршна фаза со тоа што кај Ботун имаме прекин од 3,5 километра, ќе мора да се вози по стариот пат. Тој во моментот стариот пат се рехабилитира, бидејќи може многу дупки, затоа што кај Ботун имаме на новиот пат многу сериозен проблем кој што ќе побара подолго време решавање. Така. Значи, како и да е, дел од патот за оваа туристичка сезона ќе биде реализиран и пуштен. Тој и сега се вози 100 км на час, меѓутоа има на неколку места девијации, што уште се, велам, нели, дотерува и така натаму, но кога ќе почнат туристите да идат од 1 јуни и така натаму, мислам дека тоа ќе може да идат со 120 км на час од Врбјани до тоа, тоа е некаде отприлike околу 40 км. Така, добро. Останува уште 17. Така, добро, ви благодарам. Да ги замолам од режија фотографиите од Кире да ни ги сподела, па да ги коментираме. Ова Кире е од некој настап? Ова од еден настап, да. Точно не знам од каде, но убава фотографија. Ја најдов кај мене на Инстаграм. Да. Ова е од последната фотосесија, да, со бендот. Да ни ги кажеш сега. Еве, лицево да ги поздравиме. Од лево кон десно, значи клавиатура и највисокиот е Мирослав Милковски, ние си го викаме Мици. Драган Младеновски е Труба, ние си го викаме Гаго. Да. На средина сум јас. Одма до мене. Кире. Кире, како да го скратиш? Да. Како да го викаш? Да. А инаку официјалното име ми е во лична карта Киро. По дедо ми, да. Ама сите од мал ме викаат Кире и така ме знаат. Кире е тоа мал, значи. Да, да. Гаго, повторно, сега ми бега сликата, да. Па истите, Дени него представив, бубњеви, Дејан Младеновски и сега тука е во средина Александар Трајанов гитара. Така, сите ги дознавме. Ова е фотка селфи направена кога го снимавме спотот за Катаклизма. Ова е на еден аеродром, поточно паркинг гаража за авиони, позади мене тоа авион. Да, како парче од... ова знам дека е во Штип, во дискотеката Клик,
малку истрајната фотографија, но мене овие баш повеќе природните повеќе ми се допаѓаат. Поголема одговорност ако се настапува пред Штипјани. Па да, јас таму секогаш чувствувам некоја трема пред настап, а потоа, пошто сите ги познавам лично, се знаеме и веќе се опуштам. Ова е од предпоследната фотосесија со Браво Бенд. Ние така секоја година си правиме освежување на фотографии. Така, па добро, да, за професијата која што имате, секако дека се потребни нови фотографии за најава, објава на сите оние настапи каде што удите. Каде те настапувате? Освен видовме за во Штип, настапувате низ Македонија? Да, настапуваме низ цела Македонија. Сега конкретно ни започнува еден турбулентен период со свадбени прослави. Ние сме актуелни и на свадби, значи свириме и на такви манифестации, нели? И тој период ќе трае дури до ноември. Во меѓувреме имаме... На крштевки, на мекици... Па тоа точно не, затоа што сме гломазен и голем бенд, обично сме погодни за свадби, за нешто поголемо, каде што ќе има повеќе луѓе. Да, повеќе луѓе и ние сме генерално бучни, гласни, затоа што сме со акустични инструменти, акустични бубњеви и за нас малку помасивен разглас е потребен за да го направиме тој штимунг, нели? Така. Инаку настапуваме низ цела Македонија. Еве, последно бевме во Делчево, бевме во Крива Паланка, Проби Штип, тука бевме во Скопје, во Западна Македонија бевме во Битола, така, кружиме, ја вртиме Македонија, да. Одите надвор од Македонија, имате соработка нека? Имаме соработки. Скоро сега не сме биле, меѓутоа сме настапувале, сме биле и во Италија, сме биле во Германија, во Бугарија, во Србија, значи имаме соработки. Но кога ќе ни се подредат работите, ние обично ги знаеме нашите настапи, па може да кажеме едно 6 месеци однапред. Однапред. Да. И моите пријатели што не се занимаваат со музика, со оваа работа, им е чудно кога ќе им кажам каде ќе бидам на 25 октомври. Да. Значи јас сега знам каде ќе бидам на 25 октомври. И затоа некако луѓето, домашните луѓе, тука луѓето што сакаат да не имаат како бенд на нивните свадби или некои клубови или ресторани или кафичи кај што соработуваме, обавезно не закажуваат 2-3 месеци однапред. Однапред. И ние кога ќе го букираме тој термин, веќе не можеме, не сме расположливи. Еве, на пример, за оваа година имавме една понуда да свириме во Сицилија. Ги разгледавме сите опции како да стигнеме таму, но никако не се поклопуваше последниот настап. Во средина се паѓа тој настап на Сицилија и уште еден настап. И никако не можеме да ускладиме дали да отидеме со траект преку Драчи или да отидеме со авион, па да патуваме со комбе од таму изнајмено. Никако не можевме да стигнеме на сите 3 свирки, а овие 2 веќе се закажени. И не можеме да ги откажеме. И не може да ги откажеме. Тоа се македонци, Кира, кои што викаат? Да, претежно иселеници. Да, претежно се македонци, но имаме случаеви каде што специјално за нас, на пример, еве имаме случка од претходната година каде што пар од Ниш, од Србија, им се допаднавме на една свирка кога бевме на гостување таму. Не договорија и специјално заради нас ја правеа свадбата тука, кај нас. Значи свиревме свадба српска со комплетно дојдени гости од Србија тука во Македонија. Да, интересно. Да, во Попова кула беше. Тоа е интересна случка. Луѓето беа, тоа е интересно, да, ама не ми текна. Да, сега споделам. Уметниците од Сабајле уште малку не се разбудени, да се расванат. Добро, имате ли време за музика, Снежана, во слободно време, освен што сликате, масирате? Ја сакате ли музиката? Мислам, секој човек има своја музика. Не знам, и музика на вода е музика. Музика од природа е музика, да, секако. Еве сега врне дожд, знаете да си го отворите прозорот и го слушате. Да, има, јас имам специјална плейлиста така за рано ставање, кога ти, ако не пијам кафе и ладен туш кирени, не моја опција. Ама имам такви песни што многу подигате енергетски? Да, позитивни и светли, и ако и тмурно надвор, те вклучиш тие песни и ти крene енергија. Да, слушате македонски или украински песни? Ова беше шпанска песна. Ни така, ни македонски, украински, шпански. Да, добро. Интересно. Господин Цветко, имате ли време вие за музика во слободно време? Дали знаете да појдете на некој од концерт, сакате ли
со пријателите да седнете негде да се дружите. Па сето тоа што го наброи е така, меѓутоа ја во суштина времето го потполнувам со производство на храна. Така? Да. Што произведувате? Значи се што јаде човек. Убаво. Имате Односно што му е потребно на човек на трпеза. Така. Почувајќи од патежна, пиперки, краставици, Имате ваша ракица. бавча? Да, моја бавча. И да ви кажам право, најубаво се чувствувам и многу ми е убаво кога ќе влезам во бавча, иако е физичка работа. Така. Така да, јас секој пат гледам ако може нешто да има практично и корисно. Така. А не дека не слушам музика. Додека работите убавче се пуштате музика? Пуштам музика на телефон. Така, да. Те Полесно ви е така работата и со музика. Полесно и да ти кажам Ви прави право, друштво. не размислуваш на нешто кај што може да те онади него мислиш на музиката и на тоа што го работиш. Е према тоа нема поубава работа да влезете во природа. Така. Ако еден србин викаше во природа, вика може да останеш гладен само ако те мрзи да се наведнеш. И во природа, кога ќе се споиш со природата, многу тешко можеш да се одвоиш. Затоа ја ви кажувам дека живеам таму. Сега сите некои се чудат како можеш да издржиш, а не се издржува нешто што е тешко. Ако е нешто убаво, како тоа ме прашувате дали можам да издржам? Да, ова е човек за на вас. бавото се навикнува. Затоа Што ние сега еве сезонски што ни доаѓа или еве во ово променливо време бидејќи ете одгледувате, кај се ќе имаме ли? па сега за сега да. Така. Ако евентуално не фати некој мраз или студено време, бидејќи јас се сеќам лани, нели Спасоден е 40 дена по Великден. Така е. Лани беше касно Великден и касно беше Спасоден, фати јуни. Да. Ние имаме Сега порано. црква во моето место и отидов тамо на тоа, нели. Па ја толку измрзнав да не памтам ни у војска кога сум бил дека сум толку измрзнал во јуни месец. Тоа значи дека датите не мора да значат. Не мора да значи. Сега за сега мислам дека не само кај си мислам дека нема изгорено овоше сега за сега. Така. Ако ова вака продолжи, мислам дека ова година за разлика од лани ќе имаме овоше, па и нека е малку поскапо, ама нека го има и да е наше. Да, тоа сега за тоа Знаете идеја што, наш. од надвор може да се подобри од нашите, меѓутоа јас сум многу скептичен околу пестициди. Овдека колку толку нашиве не се толку, како ви кажам, вика што остане Што стане од Бога што е од дадено. Бога што е дадено и така. Така да Што ќе преживее, што тоа ќе преживее, тоа ќе го јадеме. Другото ако треба ќе го фрлиме, ама не ставаме отров. Така. И затоа велам дека годинавам, мислам дека за сега овој дожд таму кај што фати ќе има доста голем берикет по основа на ратарството. Видите, овој период е кај што му е потребен дождот. Така. Добро. Кире, дали имате вие некој вака дополнително, освен на музиката, некој хоби со кој што ете? Возење велосипед. Возење велосипед. Да, имав една повреда во студентските денови, го скршив коленото и со таа повреда се мачам скоро цел живот. Но, возејќи точок, нели, велосипед, ќе ја одржавам мускулатурата и ми е доста полесно. Многу живописно. Значи, јас живеам на крајот од Штип, на крајот од градот. Одма, блиску до мојата куќа започнува шума. Ако почнеш да возиш по патеката, можеш да стигнеш дури до врвот на Плачковица, ако сакаш. Значи, ако имаш добра кондиција, јас го правам тоа. Така, значи се Кога живеете ќе е во убаво Штип, не се времето, преселивте да. во Јас Скопје. не се преселив, да. Баш Се сте. врати во Штип. Така. Се поубаво. Сите колеги сме, Така? поточно јас тоа можам да го кажам за Браво Бенд. Ние сме Македонија во мал. Клавиатуристот е од Пробиштип, тој си живее таму. Гитаристот е од Кочени, тој си живее во Таму. Кочени. Јас сум од Штип. А бубњарот и трубачот се од Скопје, од Ѓорче. Да, ете, браво, бе, за тоа сте браво, бе, браво, да се спајувате, ете така. Сите си се Македонија вративме во на... мало. Да, Тоа е бенд. каде што Да, тоа живееме. е бенд, Македонија во И мало. така функционираме. Може би и тоа е најдобро, имаме контакти секаде. Добро, проби која правите? Каде? Правиме во Штип или во Кавадарци се гледа. во Скопје, а кога правиме онаков работен состанок, чисто да се видиме, да се договориме нешто, да си поседиме, да се подружиме, тоа го правиме во Свети Никола. На Таму неутрален ние- терен. Да, таму На ние средина. ќе одбереме што Дипломатски. сакаме да правиме. Ако сакаме да јадеме нешто, седеме во ресторан, ако не, ќе седеме во некој локал, кафе ќе пиеме, ќе Така. се договориме што треба и така. Интересно, да. Да. Сите посебно со кола ќе си дојдеме, ќе
ќе се најдеме сите, ќе си поседиме, ќе се Да, договориме за интересно некои навистина, работи. да. Не секојдневно е Така да сме така адаптирани, функционираат значи, бендовите, но на убаво. Што вие си го Функционираме. пронајдете балансот, како што каже и Снежана, Да. што е најважно. Ај, генерално сите оние, да речеме, доктори, нутриционисти и луѓето кои што се поврзани со здравјето, убавината, меѓутоа и со животот и било која професија, без разлика, навистина мислам дека клучното меѓу другото е да се пронајде балансот за да има успех. Да. Тука ќе ви се заблагодарам за денешното учество во Здрава Македонија. Благодарам што дојдете од Штип. Голем поздрав до твоите сограѓани. Верувам дека ете не гледаат во моментот и дека уживаете да те гледаат и тебе и сите нас. Нежно ти благодарам што ете по подолго време се гледаме. Ти посакувам успех во сето она кое што го работиш и секако во масажите. Се надаме дека ќе имаат прилика оние кои што се заинтересирани за оваа техника да дојдат и да погледнат малку повеќе. Господин Цветков, ви благодарам многу што на некој начин денеска ни бевте и нас советник и што го исподеливте вашето искуство за она кое што нели го работевте, а секако и што споделивте нешто од својот приватен живот кој што го правите. Толку колку што може ви знаев. Ви благодарам на поканата. Да, така е. Човек учи додека е жив, како што се вели.